Откако освоија се на оваа планета, редно време дојде да и се посветат на Вселената. Не се знае кој ќе раководи со космичката програма, но не е исклучено да се смета на пример на Садула Дураки. Со оглед на искуството, може да се смета дека тој поседува капацитет да најде вода и на Марс. Ne kemi arritur kuantitetin, tani flasim për cilësi, tani flasim për pozicione kyçe të cilat e udhëheqin shtetin, si ato si NATO, Bashkimi Evropian, ose BEA, pse jo edhe NASA. Додека Дуи се занимава со надземна политика, останатите се заглавени во македонската кал. Од шлефувањето се мачкаат лицата на опонентите, како традиционален начин, презентација на собствената програмска понуда. За Стево не можам да кажам дека е фикус, бидејќи тоа би било комплимент. Тоа е вазна, обична вазна, која што 5 години стоеше на витрината. Тој што добива оценка дека е само уметнички украсен сад, не само што одбива таква споредба, туку и чекор понатаму. Па сугерира дека би било добро на јавна сцена да се донесе заклучок кој е политички декор, а кој суштина. Ја сакам вечерва да предложам да имаме вистински дуел. Да има реален дуел, не фингиран дуел. Ја предлагам вечерва да излезам на дуел со Христијан Мицковски, бидејќи очигледно тој е кандидат за председател. Господјата Силјановска не ја гледаме каде е. Не беше забележлив ниту фронтменот на партијата која го поддржува кандидатот зад кој застана. Сепак, да има своји аргументи зошто е тоа така, гласувајќи дека не е туристички водич. Не му треба никој на Стево Пендаровски да го фати за рака и да го носи во Кавадарци за да му каже дека не е во Неготино и за да му каже дека во Кавадарци не живеат неготинчани. Таа лекција е надмината пред 5 години. Географијата е совладана, но дали по грешка, можеби подсвесно или со интенција, како проблем се појавува името. Имаше министер со потполно ист идентитет, но можеби асоцира и на еден бивш премиер и председател. Ова е интересно за мојот против кандидат Стево Црвенковски, Пендаровски, иако во редот и во луѓето кои што бараа формулари за господинот Стево Црвенковски, ако споредите со оние за мене, имаше многу, во е Стево Пендаровски. И на крајот, кога се внимава да не се погреши токму тоа, името. Чекай само да видам. Средно коња да беше, така? Средно коња. Така е. Да не гутнеме. Добро е што не беше утнато името на селото, ама изгледа е погрешен начинот на кој беше приведен човек.